Еден убав и голем повод, трета година поред како оваа анкета се спроведува помеѓу скопјани и трета година поред како градоначалникот на општината Аеродром ја добива и титулата најуспешен градоначалник од скопските градоначалници. 20 дена траеше оваа анкета, а тој ги освои најголемиот број од гласовите. Толкому и тоа како една голема причина, но и ќе зборуваме за проектите кои што во моментот ги работи општината Аеродром со првиот човек Ивица Коневски. Добро утро. Благодарам што сте мојот гостин. Зошто мислите дека, еве според вас, ја добивате, можам слободно да кажам, титулата најуспешен градоначалник? Добро утро. Во однос на анкетата, би сакал да кажам дека сум задоволен од резултатите кои што излегува на таа анкета. Сепак мислам дека тоа е резултат на таа анкета, е резултат на сите оние проекти кои што општина Аеродром ги работи изминатите неколку години и во таа насока и продолжуваме и понатаму. Имаме голем број на проекти, отприлика околу 200 проекти за последните 4 години. И сепак мислам дека на поддршката која што имаме од граѓаните, благодарение на сите тие наши активности кои што се спроведуваат во насока на реализација на сите тие проекти кои што го прават секојдневието подобро на жителите на нашата општина. Инаку оваа година работиме на голем број на проекти. Се работи на подготовка за изградба на спортскиот тениски центар, првиот тениски центар во Република Македонија, кој што се гради по пат на јавно-приватно партнерство. Очекувам некаде во месец април да се отпочне со реализација, со изградба на овој прекрасен спортски комплекс. Работиме на изградба на нови улици во делот на Стар Аеродром, улицата Коста Новаковиќ, Пандел Шишков и уште две ново проектирани улици. Во тој дел на општината очекувам со реализација на овој проект целокупната инфраструктура во тој дел на општината, каде што се градат нови објекти да се подобри во интерес на жителите на општина Аеродром. Истовремено во соработка со Министерството за образование работиме на изградба на ново основно училиште во населбата Лисиче, Димитар Македонски. Веќе тендерот е објавен од страна на Министерството за образование. Очекувам во месец март, крајот на месец март, почеток на месец април да се отпочне со изградба на ова училиште кој што овој проект долги години го очекуваат жителите на населбата Лисиче да се реализира. Истовремено во моментов работиме на подготовка за изградба за обнова на нови десетина фасади во нашата општина. Тоа е прв проект што прва година како што го реализираме овој проект. Очекувам во месец март исто така да се отпочне со реализација на овој проект. Ќе бидат офатени десетина згради буквално во сите делови на нашата општина. Ќе добијат енергетски ефикасни фасади. Ќе добијат енергетски ефикасни фасади и очекувам некаде до крајот на оваа година тој проект да биде готов. Секоја година во план е да реализираме ваков тип на проекти и за неколку години да ги офатиме сите згради буквално во нашата општина кои што се оштетени, фасадите на кои што им се оштетени и како што кажав, очекувам некаде 100 фасади во наредните неколку години да бидат целосно реконструирани во интерес на жителите на општина Аеродром. Така вие комплетно ги значи жителите апсолутно немаат потреба ништо да подмируваат трошоци во врска со реновирањето, целосно сите трошоци тие се комплетно ослободени се на општината Аеродром, која што всушност ќе биде и третата општина која што комплетно со сопствени пари ќе реновира енергетски ефикасни фасади. Она што сакам исто да го споминам и овој месец чинам минатиот викенд веќе ги поставивте подземни контейнери. Поставивте неколку, во план вие да продолжите до крајот на годината. Поставени се на 6 локации, вкупно 18 подземни контењери. Интенцијата на општина Аеродром е буквално сите контењери кои што ги има во нашата општина да бидат заменети со ваков тип на контењери подземни. На тој начин се подобрува хигиената во нашата општина и во таа насока планираме да за неколку години работиме и буквално ги замениме сите контењери со ваков тип на контењери, со подземни. Тоа придонесува и за подобрување на животната средина во нашата општина. Би сакал да кажам дека во последните 3 години изградени се и 3 нови градинки во нашата општина. Оваа година планираме да отпочнеме со изградби на 4-та нова градинка. И мислам дека на добар пат сме да оние основни работи кои што им се неопходни на граѓаните ги добијат
до крајот на оваа година и секоја година имаме голем број на проекти кои што ќе ги реализираме и ќе работиме во насока на во интерес на жителите на општина Аеродром. Го задржувате приматот на најуспешна и најдобро уредена општина. Ви благодарам што бевте мојот гостин денеска. Се враќаме назад во студиото. Бојана, можевте да слушнете многу голем број на проекти кои што општината ги реализирала досега, но и во текот на 2017-та, која што ќе ги реализира и понатаму, останува една од, можам слободно да кажам, најмодерните општини во Скопје.